Маки, значи 35-тото издание на Скопско лето, македонскиот джез состав Први силен груп ќе има свој концерт и тоа на 30 јули во Куршумлијан. Каква ќе биде програмата, што се ќе може да види и скопската публика, но и онакоја што го обожува Скопско лето, па редовно ги следи и настаните во рамки на истото, дознаваме од Михаил Парушев, гостин во Македонија на утро. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ке им кажеме на гледачите, морам да споделам. А само што стигнавте, рековте, едва сум спиен 2 до 4 часа. Но полна агенда имате периодов, јас не знам како ве фативме за Македонија на утро за 15 минути разговор. Стигнав од Битола. Подобар е патот. Мислам дека сум преуморен за интервју, ама ќе издржам. Да, ќе издржиме 15 на минути, бидејќи имаме многу убав настан кој што сакаме да го споделиме и за кој сакаме да ги информираме нашите гледачи. Ситно броиме до концертот во Куршумлијан, до каде се подготовките и што од друга страна ќе може да слушне публиката. Каква ќе биде програмата? Концертот на 30 јули е во сличен концепт како и претходните мои авторски концерти, дела, албум, албумот ќе се изведе во една друга формација. Бендот 20 години веќе постои, но во еден момент се десија персонални промени и онда сите полека дојдоа нови членови у приказната, им се свиреше на едни мои исто така добри пријатели. Дион Истратров, Джоле Груевски се сеја во новата постава, Јован Цветковиќ на пијано. Петар Христов ќе биде еден од моите стари соработници и тој снимаше на албумот Агол, сопран саксофон, кларинет и тенор саксофон. Но сакам да кажам дека нема да свириме многу ние джез, тоа така како импровизација е метнато во нашата музика. Тоа е една модерна македонска музика, што ја имам компонирано последните 25 години. Мислам дека компонирам веќе своја авторска музика. Имам издадено еден официјален албум со ансамблот, со кој е невозможно да се свири во 9 член состав и да се патува. Така да решив да идеме во квинтет. Ке отсвириме периоди од моето творчество, од Feel the Grooves, така го викав тоа, What About the Grooves. Така беа модерни во тоа време, слично се вика сите проекти од њујорската сцена. Тоа пратам, не знам, повеќе од 30 години сигурно. Ке исполниме многу фини композиции, одбрани за тој амбиент во Куршумлијан и за самиот фестивал. Сепак сме сите академски музичари, имаме завршено факултет за музичка уметност, нели? Немам завршено ја композиција, јас сум само перкушонист, но добив инспирација да почнам да правам фина музика. Не имате доволно искуство за тоа? Да, па да, имам снимено преку 70 проекти на секаде и Македонија и каде не надвор. Велите повеќе ислен тип на музика во кој што слушателот ќе може да истражува и веројатно да се пронајде онаму каде што сака. И сега оно што ме интересира, има ли доволно публика која што ја сака и почитува вашата музика? Како реагираат на истота на концертите? Убаво име. Имаат и они место во таа музика или да играат, или да си пеат нешто што го нема во тие аранжмани. Доека ние држиме, тоа е една врста транс во музиката, не транс како стил, тоа е електроника. Туку има доста ритмови кои се во луп. Се вртат и има тука што да чуе слушателот, но и да си замисли, да си направи нешто свое.
Имаме ли од друга страна ние, односно имате ли вие како музичари доволно простор или платформи каде може да ја промовирате музиката, бидејќи културата на живењето од една страна се учи, реагираат во овој период од годината. Какви се настапи на музичари имаме, кои се доаѓа во нашата држава, меѓутоа за да се слуша квалитетна музика мора да едуцираме публиката што да слуша, нели? Да. Мојата музика е одамна на Spotify. Првиот проект, оној уживо концерт сега што го пуштивте од МКЦ 2016. Тоа е веќе на сите тие платформи за слушање музика на мобилен или слично, на лаптоп. На Spotify го има официјално агол под етикетата на ЗДЖМ, на Гоце Цевковски издавачката компанија. Bandcamp, тоа нешто слушнав дека не било многу актуелно, ама ја го оставив албумот тамо да го слушаат и да го симнуваат слушателите. Имам некои редовни што веќе ги запознав, доаѓаат скоро на сите мои концерти, дури ќе се јават ако не може да дојде, нема да можам да дојдам, што ќе свирите? Викам, добро, ќе свириме пак. И имаше луѓе што бараат CD да купат, па не знаеа каде е продавницата каде што се продава, па доаѓа през града, ја им поклонував. Поклонив преку 450 CD-а. А вие хуманитарно повеќе работите него за профит. Слушнав дека луѓето не користат веќе таков медиум, а јас албумот го направив со една така голема со голем ентузијазам, со прекрасен омот, со прекрасна продукција, со најдобрите музичари, и решив, ако не купуваат во продавница, а немаат навика веќе, ќе го поклонам. И го поклонив на секаде, низ цела бивша Југославија го има моето CD. И тоа сега да прашам, колку подаривте сега во Хрватска од повраќањето од турнијата? Сега 18 CD отидов во продавница да си земам, немам више. Како помина турнијата во Хрватска од 15? Добро беше, од 15 до 20 јули бев со една така, сега да ја наречам, од екс-Југославија, се викавме распадната Југославија, распадна Југославија повторно. Се шалам. Јас сум македонец, имаме хрват, гитарист, девојка што потекнува од Мостар, живее во Сплит, и словенец секако. Многу убави настапи имавме на 2 джез фестивала и на уште еден градски фестивал во стариот град на Хвар. И како помина? Многу беше убаво. Да, убаво свиревме. 3 години се немавме видено, без проба се договоривме да излеземе и да свириме така наречен фри джез. Ама свиревме песни и тоа многу убави джез стандарди. Имам впечаток дека се уште немате време за да слигнат впечатоците, бидејќи од таму дојдовте веднаш за Битола заминавте. Стигнав, да. Да, па тука повторно, па назад, но ќе помине летото. Во Битола вчера бев гостин на еден малце сосема другачи од концепт од тоа што ја го работам. Тој е еден мој пријател Илија Ампевски, што се познаваме од Илија Николовски уште од средно. Добра. Имавме соработки во детството и малце повозрастни, и онда не снема. 20 на години се немавме видено. И остваривме некоја композиција. Тој од Австралија, јас тука му снимив бубен за песната и ме покани на неговиот концерт да ја отсвирам. Ја реков со задоволство, да. И бев гостин на тој прекрасен фолк концерт. Не сум присуствувал до сега и запознав некои луѓе што сум ги гледал на телевизија. Стварно добро пеат и добро свират сите тие. Да не ги именувам, ги познавате најдобрите фолк музичари овде. Усвари сите музичари во Македонија добро свират. Нели? Пазат да не сгрешат. Затоа што нашата публика е многу критична од друга страна, можеби заради тоа, да. Сакав да додадам дека јас почнав со таа македонска народна музика и со свирење по ресторани, по свадби и сето тоа.
и се уште сакам да го правам. Им реков, луѓе, кај сте, викнете ме, весело е ово. Да, нели? Заедно за убаво е, онака. Да, баш. Оние кои што ве знаат, го следат вашето творештво, знаат дека сте и дел од групата Лепи Сол, чие творештво е фундаментален дел од македонската музичка историја. И сега оно што ме интересира е какво е чувството да вашето име биде запишано во низата звучни музички имиња кои што дале свој белек, меѓу другото и вие во креирање на звукот на Лепи Сол? Да, сега по скалите кога одев, се сетив на моите почетоци. Тука израснав во оваа куќа, снимав во студијата на Радио Скопје. Бев присутен на нивните проби во детството, бев едно време и ученик на Гаро, кој имав, не знам, 7-8 години. Очекував да ми се случи нешто. Во детството свирев, нели, во Владко Стефановски трио. После тоа ме снема, нели, на 15 години не бев уопште во Скопје. Се вратив и ме праша Бодан дали би сакал да дадам да свирам во Лепи Сол. Ја му реков од утре. Може, да. Може. И добро е, тоа е една друга димензија на музика и тоа е високо професионално се, тука е продуцираме сите на Бина. Мислам ја влегов во нивниот филм, тоа така се вика, нели? Каде ќе може да ги слушнаме периодов Лепи Сол? Има никакви најави за настапи? Имаме турнеја Хрватска, Црна Гора, точни термини сега не можам да објавувам. Ќе дојдете пак, ќе кажеме. Ќе имаме нешто сигурно и во Скопје периодот, така начув. Се надевам ние ќе слушнеме набрзо со точни датуми и локација. Во меѓувреме, што по Куршумлијан, каде ќе може да се слушаат звуците на Парусион груп? Имате некаква најава? Во Куршумлијан сме, значи, на 37-ми, планирам Охридски концерт и имам веќе договорен концерт во Љубљана за Парусион груп. Очекувам дека ќе настапам оваа година на стрит фуд фестивал во Загреб. Имам повторно со моите меѓународни соработници уште неколку пати патувања до австрийска граница. Се надевам дека и на Европа ќе тргнеме некогаш да свириме. И јас се надевам искрено и се надевам дека ќе ни дојдете по сите овие најавени концерти со видеоматеријали, со фотографии, да споделиме и да видиме како поминало се. И сега она што е интересно, морам да споделам, кога се слушнавме минатава недела за гостувањето, велам, Михал, може ли да не дојдете во 9 часот? Нема проблем, Кристина, може и во 8, јас сум ранобудник, воопшто не ми е проблем, кажи кој термин одговара тој. Се зачудив, бидејќи генерално кога станува збор за уметниците, ние сме повнимателни, бидејќи не се ранобудници. Јас сум по цел ден уметник. Но не ви причи да станете наутро. Порано спиев, се наспав ја до својата 20-та година. Затоа сте толку продуктивен. Па, тоа е губење време. Постојат ли утрински ритуали? Со тоа сакав да го заокружиме разговорот. Да, станувам кафе да се напијам нормално со супругата. Керке не буди често. Да, секој ден не буди. Што е задача на секое дете? Денес ние разбудивме и не се љутеше, си доспа во кола. Да, со тоа се занимавам по цел ден, значи станав фамилијарен човек. Тоа ми го смени целиот концепт на живење, на будењето. Мене ми било навика од детството. Бев едно време и каснач. Или по бонтон 10 минути можело да се касна. Дојдовте порано денеска само да пустите. Стигнав. Да. Се морав да стигнам. Се надевам казна нема да платам на паркинг. Ако дојде до тоа, ние ќе помогнеме. Благодарам многу, Михал, за гостувањето во Македонија наутро. Сакав да најавам уште нешто. После овој концерт Парусион, крајот на септември ќе имаме еден концерт што ќе се вика Заедно за убаво, кој е подржан од Министерството за култура. Добра. Ќе најавам дека мојот оркестар ќе настапи, но ќе бидат некои од старите соработници и неколку изненадувања. Имам од Словенија, од Хрватска пријатели што не биле во Скопје и сакам да ми гостуваат на тој мој концерт во септември.
И пазарна зубава да се гледаме Пазарна во периодот зубава. кој што следува, да. Благодарам многу за гостувањето во Македонија. Благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи. Се гледаме во Куршумлијан на 30 јули. Секако ги каниме сите оние кои што се љубители на добриот звук да не го пропуштат концертот на Парсион Груп. Во продолжение уште едно парче од концертот за кој што пред малку изборувавме оној во 2016 во Кинофресина. Уживајте. Thank you.